атмосфера за работа не е. Нека има услови за работа. Нека има адекватен простор каде што ќе може да се работи, каде што ќе може секој да се изјасни и да го изнесе својот став, да разговараме ко луѓе, цивилизирано да се договориме. Тачно. А работната атмосфера треба вие да ја створите. Овдека нема ваква атмосфера. Ама како да се дозволи? Како? Нема услови да ни се обратите. Немате услови. Тоа е работа. Ние не ќе да разговараме. Ние сите сме дојдени за тоа да разговараме, да го решиме оваа прашање на задоволство и на нас граѓаните претходно и на општината која што има обврска за нашите интереси да се бори. А вие сте должни да ги створите условите каде што ќе може да разговараме. И да ве прашам колку чини задоволството, дали имате направена студија во општина? Господјата да и дозволите ќе ви презентира. Немате сигурно студија, ама не може мене ми каже. Знаете зашто? Едноставно ќе ви објаснам. Ваква инфраструктура на територија на град Скопје нема правено и првпат ќе се прави и таа скок чини многу скапо. И тоа не може да се плати од комуналните придоноси по квадрат, бидејќи грото е становање. Случајно малце знам од градежништва и стварно е срамо тоа што го правиме. Тоа не е тема. Не е тема. Па тоа е најголема тема, бе, господине. Како не е тоа тема, бе? Кај ќе видат моите пари не е тема на разговор. А што е? Темата на разговорот е квалитетот кој што се нуди со Војдук. Но проблемот е... Кажете ми кој го финансира тупот. Абе ние 1000 души потпишавме дека не ни треба квалитетот ваш што ни го нудите. 1000 души ви потпишуваме дека не ни треба. Вие бевте ли горе да видите кај зашто Проблемот е друг. Тоа се наши пари, дали ви е јасно? Ако општината го финансира, тоа се наши пари. Дајте дозволете да општината дала оглас за јавна анкета. Ама и самите сте На тоа може да присуствува секој заинтересиран граѓан. Ние немаме право да вршиме селекција на Кога се заинтересирани. појавила поголема количина од предвидената просторија, дали вие сметате дека треба да го престанете и да закажете во нови квалитетни услови презентација? Вас ве прашувам. Како представник на општина? Сега ќе го повикам и Владо да се договориме да видиме што. Тоа е што се Заради тоа што Немаме овде ништо против за договор. Ние сакаме да се договориме.